Како што знаете, секогаш ми представува особена чест и задоволство кога со вас поделувам хубави работи. Една убава вест и убава работа пред скоро време ни дојде од групата Етносфера. Поточно станува за едно ново музичко патување составено од врвни музички имиња. Интересен спој кој што од една страна ја негуваа традицијата на македонската, старата изворна песна, но сето тоа низ призмата на светските музички трендови. За ова музичко патување, наречено Етносфера, подетално ќе проговориме со еден од главните виновници за остварувањето, Благојче Трајковски. Пред се, добар ден, добре дојде во Мата емисија. Добар ден, здраво, поздрав до вас, поздрав до сите гледачи на телевизијата. Благодарам за прашањето, благодарам за убавата најава. Точно така се случи пред неколку дена промовирањето, да речем, на новиот музички состав Етносфера, состав составен од врвни македонски музичари и инструменталисти сега во моментов, кои што нормално, како што кажавте, подкрепени под основа на македонската традиционална музика, ќе создаваме музика со нови видувања, со нов современ пристап и нормално да ја носиме македонската музика што погоре во врвот на оној светски тренд. Така, од самото објавување во јавноста на песната Копнеш, навистина морам да признам дека најде на голем број позитивни коментари и реакции од самата публика. Како сте задоволни пред се од тоа како од јавноста беше прифатено се ова? Така, нормално првата нумера Копнеш излезе пред неколку дена со видеозапис изработен од Горила продукција. Она што ние го очекувавме со она што се создаде беше различно во позитивна смисла. Зборувам затоа што ги надмина очекувањата сето она што значи позитивна реакција од страна на слушателите и гледачите и нормално на што ни е многу битно позитивното гледање на она што значи критичка музичка маса. Ние со Николче идејата за Етносфера ја имавме некаде уште од пред 3-4 години, да речем. Создадена нормално од искуството, од сето она што ние претходно го работевме на нашава музичка сцена и осетивме потреба дека треба да се создаде еден таков музички состав каде што главна основа ќе биде македонската традиционална музика пред се и нормално ќе има еден современ пристап и гледиште од наша страна. Нормално јас морам да потенцирам затоа што следно ќе биде можда како критика негативна изразено тоа што Етносфера нема клучно да се задржи само на македонската традиционална музика, ќе има нормално малку допири од она се што значи балканска музика. Тоа ќе го заприметат слушателите во, да речем, во она следна нумера што следува. Драго ми е што Етносфера се создаде во вистински момент, затоа што, како што кажав, се создаде идејата негде пред 3-4 години. Мило ми е што тогаш не почнавме да работиме со Етносфера, се создаде сега тој момент, затоа што сега мислам дека е многу позгодно време, затоа што сега е такво време во македонската музика каде што има потреба од такво нешто, а од друга страна самата идеја си се свари, да речем, доволно онака како што треба, ги раздлабочивме сите моменти кои што треба да следуваат понатамо и затоа ми е драго што се создаде Етносфера сега во моментот. Така, кажавте дека ти, Николче Мицевски, еве голем поздрав и до него, сте главните носители, од друга страна главните кривци за создавањето на Етносфера, но како што кажавме, истата се состои од голем број пред се на големи врвни музички имиња. Кои музичари ја сочинуваат Етносфера? Така, значи во Етносфера успеавме да направиме една комбинација од музичарите со кои што соработуваме последните неколку години, навистина сме постигнале многу. Значи пред се има музичари од нашиот матичен бенд Фонтана, поголемиот дел од Етносфера се членовите од групата Фонтана, потоа имаме членови од заедничкиот бенд што го имаме со Каролина Гочева и пропратно со тоа доаѓаат инструменталисти кои што нормално и вокални интерпретатори сигурно понатаму ќе доаѓаат, кои што оставаат силен белег во нашава музика.
Следнава нумера која што треба да излезе за брзо, за 2-3 недели во етер, која што сега студиски е снимена, само се очекува да се изработи спотот. Следната нумера е заедно со Џамбо Агушев, значи нашиот врвен трубач со кој што си имаме одлична соработка и е дел нормално од Етносфера. Јас и во некои други интервјуа кажав дека Етносфера е спојка од најдобрите и затоа најдобрите ќе си имаат место тука. И специфичното за Етносфера е што покрај музичарите од Македонија ќе има музичари во тој состав од целиот Балкан. Значи како што ќе поминува времето, нормално идеите ни се нас уште сега зацртани да се изработуваат проекти кои што ќе останат трајно во нашава музика и не само во нашава, туку во целокупната балканска музика и затоа ќе имаме соработници од целиот Балкан, можеби пошироко. Така, ви благодарам премногу за овој разговор што ги информиравме нашите гледачи подетално за Етносфера. За жал, поради забраната на македонската музика, нема да имаме можност да ја емитуваме песната Копнеш, но тоа се разбира дека ќе имаат можност да го проследат преку социјалните мрежи или преку YouTube каналот. Сега го возможуваат тоа, гледам дека има многу голема посетеност на YouTube на нумерата. Драго ми е што сите критики се крајно позитивни и тоа ни дава една сила уште поголема да твориме понатаму, затоа што ова ни е потврда дека сме на вистинскиот колосек, така да со нови сили, со многу позитивна енергија, нормално благодарение на сите луѓе кои што се дел во Етносфера, ние гарантираме дека ќе придонесиме многу за нашава музика. Така, само напред, продолжете во ова, навистина сте одлични, продолжете да ги испишувате новите страници на македонската музичка историја. Ке ви посакам уште многу успех и очекуваме се што е ново од ваша страна. Ви благодариме многу, ви благодариме на професионализмот и поканата за да бидиме дел од се она што вие го работите. Ви посакувам и вас многу успех понатаму, здрави живи, што поскоро да се видиме со нови информации. Така, дај Боже се надевам јас.